Во студиото на Нова гостина е поранешниот советник за национална безбедност на председателот на Република Македонија Стево Пендаровски, а повод за ова интервју е неуспехот на самитот во Охрид. Господин Пендаровски, со оглед на искуството во организирање на вакви настани, како годишен советник за национална безбедност и кај председателот Трајковски, потоа и кај председателот Црвенковски, каква е вашата вака првична оценка за ова што се случи околу организацијата на самитот во Охрид? Па во една реченица, ако би дале квалификација, станува збор за грешка која може да се лоцира или пропуст или негативна работа кај неколку субјекти. Ши апсолутно е точно дека праќа лоша слика за Балканот, во целина, особено западниот дел, за кој сметавме дека полека ќе почне да се враќа у нормален европски колосек, пред се заради тенденциите на релација Белград-Приштина, и не зборува за посветеноста до крај и на Европската унија, која мислам дека во последните недели пред одржувањето на самитот ја испушти ситуацијата од увид, од контрола, бидејќи со балканци морате до крај да видите, да ги контролирате и да ги буткате од време на време, што да оставите само на нив. Но дефинитивно дел од одговорноста лежи и на македонската страна како организатор, за која воопшто не добив печаток дека ги искоординирала сите луѓе претходно, за да знае што и се подготвува. Што ова сигурно не се случило минут до 12. При организацијата на овој тип на настани меѓународни претходи нели месеци, ако неколку месеци, да, подготовки и така натаму. Што е вашата предпоставка, што се случувало за да дојде до ова? Мене ми се чини дека голем дел од одговорноста, сега збориме за нашиот дел, да. колку што ни е достапно, за што се случувало во Брисел, Белград, Приштина, не знаеме. Мене ми се чини дека нашиве на крајов и не успеа да објаснат дека кабајатот може би и не е толкав како што нам ни се чини кај нив и во Скопје. Значи, сакам да речам дека од маркетиншки аспект ние паднавме тотално. Ние имаме едно образложение на крај дека го откажавме емоционално кое не кажува многу. Значи, ја ви кажувам, имавме сами 2008 година во Охрид, на кој доаѓа многу председатели, 15-16, беше прилично гор, можеби најмасовен председателски самит во историјата на Македонија. Декларацијата за тој самит ја договоривме еден месец пред да почне самит, со точки и со запреки. Имавме на ниво на работни групи. Че некој доаѓа, него што на крај тие што доаѓаат ќе потпишат. Овде ние на крај не видовме кој што кому рекол. Моја проценка е, и кога би бил ја на местото на тие што овде ка решава во Македонија, јас би излегол пред македонската јавност, и не само последниот ден, и би рекол, од Белград добивме вакво барање, поименично, од владата вака, од кабинетот на председателот така, од Приштина вакво барање, од американците вакво барање, од британците, од Брисел. Ние не добивме такво образложение и сите велат... Ниту пак е јасно што се случува. Од Белград имаме една изјава кај што вика да, сме против Косово, Вучич вика не, ние немаме ништо против. Моја проценка е дека јасно е од изјавите од Белград дека тука има две страни во Белград. Значи има децидна изјава на Николич, нивниот председател, и децидна изјава на Мркич, нивниот надворешен министер, во кој велат Косово не може да учествува. Меѓутоа ти како домаќин си должен тоа да го кажеш, не да го решаваш проблемот. Не можеш да го решиш. Ама да прашаш луѓе дали вие скоро потпишавте некаков договор, во кој интересно е договорот последен меѓу Белград и Приштина не предвидува дека Косово може да оди према ЮН, али предвидува дека Србија нема да прави пречки према Европска унија. И во други регионални овој тип на регионална соработка, овој конкретно е предворието на Европската унија, не е предворие на ЮН. Значи, неспорно е дека Косово би морало да биде, ако веќе не е денеска, многу брзо дел од тој формат. Значи, Белград по некоја логика, односно по обврските кои ги презема од Бриселскиот договор, не би требало да биде. Значи, најголемите копја се кршат, там најголемите проблеми беа. Значи, не дали и што ќе се договори за северот на Косово, тоа е, мора да го знаат и србите на северот на Косово. Најголемата битка не беше што тие ќе добијат и каков тип на гаранција ќе има. Тама е јасно дека Србија полека институционално мора да напушта. Мора да напушта, крај, ако сака да напредува према Брисел. Клучната битка беше дали првичната формулација беше на европските дипломати беше дали Србија нема да прави пречки во сите меѓународни организации или ова што на крај го добија после тешка дипломатска битка само кон ЕУ нема да попречува. И организациите кои претходат на ЕУ. Значи да, регионални кои се врзани со европските интереси нема да ги попречува кон ЕУ. И тој договор отвара врата за Косово. И друга работа, македонскиот државен врв мораше да знае дека Косово можете и као гостин да го поканите. Надворот форматот
на официјален кој ви е. Тоа е моето следно прашање. Кои беа модалитетите за да се избегне, нели, да, меѓународна организација, постојат правила внатре, мора со консензус да се постапи. Кој е начинот, да речеме, да се дојде до некакво компромисно решение, како што тоа често се прави, со оглед на ние и Македонија има такво искуство поради блокади кои ги трпела од Грција. Ние имаме, ќе го обрашам нашиот прв надворешен министер, Денко Марески, ќе ви кажува дека на некои форуми ние сме влегувале дури со беџови на други делегации, само да бидеме внатре. Ти како домаќин имаш право да поканиш некого на таа основа, не како формален член, да го покани. Може, повторно нема да дојдат некои држави, ама ти си чист. Знаете зашто зборам дека мора да бидеш чист? Македонија го има признато Косово. Ти не можеш да бидеш во оваа ситуација така испаѓа дека сме портпарол на Србија. Го имаме ли признано Косово? Има ли амбасадор таму? Фул дипломатски односи. Што е спорно? Ако некој има спор, ќе рече ја ради ова што вие го правите, ја не доаѓам. Ама ти како домаќин имаш чиста Србија како дипломатска членка ситуација. на организацијата регионална не можела, предпоставам, да забрани, односно да блокира Македонија како председавач да го покани Косово како гости на Апсолутно. самитот. Јас поканувам кого сакам, ти можеш да заради тоа не дојдеш, можеш да дојдеш и да напишеш скандал. Значи факт е дека така наречениот фуснота договор кој предходи на овој последниот. Нели имаат фуснота договор. Косово Србија предвидува да пишува покрај името Косово уште една реченица плюс, дека Косово ова не го прејудицира неговиот статус и така натаму. Меѓутоа, значи тој никогаш нема заживеано. Факт е дека никогаш тој фуснота агримент никогаш нема заживеано. Меѓутоа не пречи, ако веќе го признаваш Косово како држава, ако имате целосни дипломатски односи, да го повикаш. И ја прашаме на друго, сакам да поставам на друго прашање. Дали е точно дека на министерско ниво учествува Косовското министерство за надворешни и дали е точно дека Карши Косовскиот, во овој случај заменик министер, седи српскиот министер? Чи на министерско ниво може, а на председателско не може? Дојде заменикот министер за надворешни работи. Значи, Мркич, српскиот министер за надворешни, вели ја немам проблем на тој формат, кај што се министри за надворешни или заменици ними, да учествувам на иста маса со косоварот. Мислите дека ова е помало политичко и дипломатско признание, како тие велат? Не. Чи тој учествува... Да, и сега не е јасно зошто може на министерскиот, а не може на председателскиот. Така е, значи или не може комплет, не може, не влагаш у сала, а не, министерот може, ама председателот не може. Сега да ви кажам, имало тука простор за маневар и не тврдам дека ќе имаше самит. Само тврдам дека македонската позиција ќе беше чиста. И ние ќе речем, ние ја признаваме таа држава, во духот на регионалната соработка, во духот на европските интеграции, утре сакаме сите да одиме тамо, ние го покануваме Косово. Реакциите ќе следеа, тоа веројатно повторно ако ќе беше делумен самит, ма ти као домаќин немаше да пружиш повод на косовската страна за жестоки напади. Ние имаме жестоки напади. Ние го имаме не само советникот на власи на косовскиот премиер, не само Косово, кој има квалификации кои се прилично непримерени во дипломатијата, на сметка на нашиот државен врв. Ние имаме изјава на косовската влада, имаме изјава на косовската председателка, која е до сега ниту еден наш комшија, вклучително и Грција, не нападна толку. Косово сакаше да биде разгледано нивното барање да бидат примени во членство во организацијата за регионална соработка. Дали можеше таква точка на дневен ред да се постави без одобрение од другите? Не може, затоа што дневниот ред се утврдува со консенсус. Да не можеш да го пробуткаш ти тоа како прашање, но ви велам, битно ќе беше во овој момент за нив да бидат физички присутни, а најбитно и што е најбитно за нас, од една егоистичка позиција, ние да бидеме чисти. Ние го признаваме Косово, не играме дупло со Косово. Ајде да не се лажеме. На страна 25% албанци колку се овдека, зашто мораш да водиш сметка кога водиш надворешна политика не на држава која има таква структура внатрешно. Имаме најголем суфицит во трговската размена со Косово. Многу поголем него со било која друга држава во регионот и во светот. Имаме децидни интереси со таа држава, да не се мајтапиме. Признаваме, ама не признаваме. Добро, и сега да ме прашам, кои ќе бидат последиците за по Македонија и на низината позиција на меѓународен план? Ја мислам дека може ќе ве зачуди се одговорот, ја не мислам дека Македонија ќе има големи последици. Знаете зашто? Затоа што македонската надворешна позиција е комплетно руинирана во изминатиот период. Години наназад, не само према Косово, нас не нема во регионот, нас не нема подалеку. Забележувате, ние со последниве дипломатски активности ние го рипаме регионот и одиме во Аргентина, во Мексико, претходно во Сингапур, во Хонг Конг. Не паметиме кога дошол некој министер за енергија, министер за трговија на било која соседна држава. Да не заборавиме. Че околу тоа каква е македонската дипломатска позиција во регионот, кажува тоа што тој податок кој го забораваме. Ние се фокусираме на последната фаза или епизода од оваа балканска сага околу самитот. Претходно откажа бугарскиот председател.
Откажа грчкиот председател. Откажа причини. Ама бугарскиот председател зашто откажа? Ај со Грција имаме долгогодишен спор. Предпоставка? Па мојата предпоставка е дека Македонија воопшто не се грижи за својата источна димензија на надворешна политика. Ја не можам да поверувам и ден денеска. За Грција знам, огромен спор е, тежок е за решавање. Не велам дека е тоа така мазно да комуницираш, дури за банални работи меѓу двете држави. Меѓутоа, не можам да верувам дека испуштивме да ги нормализираме односите со Бугарија и да го слушаме сега најновата изјава последна на бугарскиот нов министер за надворешни работи и е дека негов приоритет е да ги обнови односите со Македонија. Замислете, бугаринот вели, мој прв приоритет ќе биде Македонија. Сакам да чуем од некој македонски министер или македонски премиер да каже мој прв приоритет ќе биде регионот, вклучително и Бугарија и Грција. Колку можеме ние да направиме од наша страна? Дали тие сакаат да седат со нас на маса, да не е сапа за сериозни и за држава и за нација, тој ќе го видиме понатака. Ти мораш да понудиш контакт. Ние не нудиме контакти. Нас не тераат од Брисел да седнеме. Ние договорот кој треба да го подпишеме за добрососедство, практично истиот на Љупчо Ѓоргиевски од 99-та, нас не туркаат со физичка сила да седнеме. Ние имавме 2-3 средби на работно ниво, укрива паланка. Што е толку спорно во тој договор што е толку бау? Од она што се знае во јавноста, ја мислам дека тамо нема ниту една точка спорна, освен можеби клаузулата за рецепроцитет на културно-историски споменици и таков тип на заеднички прослави, која може лесно да се испегла. И да кажем еден податок кој пошироката јавност веројатно не го знае. И претходниот договор за кој Љупчо Ѓоргиевски беше многу напаѓан, 99-та подпишан, со таа чувена формулација за јазикот, не е изум на владата на Љупчо Ѓоргиевски. 2 до 3 години наназад, од 96-та-7, тој седеше со идентична содржина во фиоките на нашето МНР. Меѓутоа, политичкиот контекст и волјата на тие што тогаш беа, беше дека сега не треба да се брза и да се турка напред овој договор. Тука нема големи историски контроверзи во тој договор. Нема големи. Има некои работи кои може да се избрусат, но нема големи историски контроверзи и заради тоа мислам дека и наш интерес да го понудиме дури во идентична формулација и форма како што беше од 99-та. Зошто е тоа така? Во една реченица, бидејќи ќе ни земе уште една емисија. Генералниот контекст на македонската надворешна политика е дека ние покажуваме мускули и таму кај што треба и таму кај што не треба. Може да се претпостави и да се очекува заладување на однос, известно заладување на билатералните односи со Албанија, Косово. Не може да се очекува никакво заладување, затоа што ние во овој момент имаме де факто замрзната регионална билатерала со сите држави. За крај да го искористам вашето присуство, какви се вашите очекувања од овој процес кој е очигледно интензивен во последно време околу изнаоѓање на компромисно решение со Грција? За името? Да. Нема да има ништо. Апсолутно не гледам дека има било каков интензивна активност, особено во последните 2 месеци. Имаше надежи на страната на меѓународната заедница дека можеби сега нешто ќе се случи визави последниот предлог на Нимиц. Моите неформални информации кажуваат дека нити од Атина стигнале добри вести во однос на тој предлог, ниту од Скопје. Благодарам за учество.